Екипата на утринската програма на Алфа телевизија Добро утро секое утро. Ова утро се наоѓа во просториите на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. И секако ова утро наша и ваша гостинка е директорката на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност Ана Михајлов. Ана, добро ви утро. Благодарам што ова утро не примивте овде кај вас во вашите работни простории. Ке зборуваме за Еразмус Плюс. Така е повеќе познато во јавноста. Она што е повод за нашето присуство кај вас е тоа што веќе е отворен повикот за аплицирање за грантови од областа на образованието. За кого се е наменета оваа програма? Кој се може да учествува? Добро утро на вашите гледачи. Драго ми е што сте во просториите на Националната агенција, што можеме да го гостиме. По однос на вашето прашање, повикот за аплицирање во програмата е отворен во 3 рока, односно првиот рок за делот за мобилности во сите полиња е 19 февруари, вториот рок за стратешки партнерство во сите полиња е 5 март и последниот рок, тоа е новата акција која што е отворена, е исто така партнерство во областа на училишно образование, односно во оваа година за прв пат ќе имаат можност општините во конзорциум со училиштата од нивната општина да аплицираат во програмата. Оваа година ќе поддржиме само една апликација заради тоа што и секаде во Европа тоа е пилот, да кажам, акција која што се воведува, која што ќе изнесува околу 400.000 евра. Затоа ги повикуваме сите корисници, потенцијални корисници на програмата кои што сакаат да учествуваат. Тоа се училиштата, универзитетите, невладините организации, волонтерските центри, работничките универзитети и така натаму, спортските друштва да аплицираат во програмата и во роковите кои што следат, а тоа се февруари, март и април. Одлично. Сега, она што сакам да прашам следно е како им помага Националната агенција на апликантите и кои се најчестите грешки кои што ги прават при аплицирањето за овие програми? Националната агенција секоја година интензивен период се овие рокови пред аплицирање, односно оди буквално од град во град, од општина во општина, ги посетуваме и руралните средини во нашата држава за да ги запознаеме буквално сите во Република Македонија за можностите кои што ги нуди Националната агенција. Националната агенција располага со програмата Еразмус Плюс и Европски солидарен корпус, кои што се програми за образование, обука, млади и спорт. Значи, буквално сите заинтересирани кои што ги имаме мапирано низ државата, ги повикуваме на нашите средби кои што ги имаме со нив, на нашите, да кажам, собири кои што ги организираме, конференции и така натаму, различно ги именуваме и ги информираме за можностите за аплицирање во програмата. Последно имавме настан на економскиот факултет, но неодамна имавме и во Битол, имаме планирани активности и денеска се конкретно колегите во Струга, потоа имаме во Кисела вода и така натаму, значи имаме дури во руралните средини, како што напоменав, тоа е на програма тоа што е на кампања која што имаме секој слушна за Еразмус, која што се концентрираме на руралните средини за да може сите буквално да се запознаат со програмата и секој оној да има можност да ја вкуси придобивката од програмата. Ова е навистина одлична информација, значи се вклучени сите буквално од Македонија, училишта, како што кажавте, сите кои што сакаат да аплицираат, не се само поголемите градови, туку и вклучени се лицата од руралните средини. Кои се придобивките, директорке, од оваа програма од Еразмус Плюс, што добиваат апликантите? Придобивките се огромни. Оваа програма е најголемата програма за образование, обука, млади и спорт во цела Европа. Она што можам да го кажеме дека училиштата склучуваат или универзитетите или пак сите оние апликанти кои што имаат добиено грант во Националната агенција склучуваат партнерство со други релевантни институции во нивната област во Европа, бидејќи има оваа агенција секаде во Европа. Буквално секаде во светот, секаде во Европа се информирани сите оние организации кои што може да аплицираат, роковите се исти и затоа во истиот период склучуваат партнерство со другите институции релевантни, односно европското образование го носат дома, сето она што ќе го научат во Европа, го носат повторно се враќаат во нашата држава, тоа е да кажам убавиот дел од програмата, заради тоа што можеме Европа да ја донесеме дома, сето она што сме го научиле да можеме да го примениме во образованието во Република Македонија.
Предпоставувам дека интересот е огромен. Како и на кој начин агенцијата им помага на апликантите и која би била еве вашата порака за крај? Интересот на вистина е огромен. Сакам да напоменам дека во октомврискиот рок кој што ги имавме во 2025 година имавме 100% повеќе апликации од 2024 година, што значи дека апликантите веруваат во системот, во транспарентноста и отчетноста на Националната агенција, што ни е многу важно, бидејќи тоа ни е основната цел, транспарентно и одговорно да ги распоредуваме средствата на Европската комисија за образование, обука, млади и спорт. Она што можам да го порачам на апликантите, значи ги охрабрувам да аплицираат во сите програми кои што ги нудиме, без разлика за која институција се работи, дали е релевантна или не. Значи сите институции кои што се регистрирани во Централниот регистар имаат право со своја идеја да се насочат во делот на образованието во која акција ќе аплицираат во Националната агенција. Оние, за жал, буџетот е ограничен, тоа ми е многу жал. Имаме се повеќе апликации, но буџетот е ограничен, но затоа работиме напорно и одговорно и посветено, за да можеме да го зголемиме буџетот од Европската комисија, за да биде расположлив во нашата држава за повеќе апликанти. Највеќе грешки што ги прават апликантите се од технички карактер, морам да признам, бидејќи во оваа финансиска рамка веќе 6-та година аплицираат според овие правила во програмата, веќе се сведува на минимум грешките кои што ги прават апликантите. Најмногу може да имаат некои мали грешки во делот на квалитативно оценување на апликациите, односно квалитетот на апликацијата да не е подобна за финансирање во Националната агенција, но тоа не треба да ги обесхрабри, бидејќи доколку во овој рок не добијат апликација или грант од Националната агенција, треба да не се обесхрабруваат заради тоа што со коментарите на еволуаторите ќе може да ја подобрат и да аплицираат во наредниот рок кој што следува. Вие сте значи тука за апликантите, им помагате како агенција. Само накусо, еве ова последно прашање нека биде, како и каде да ве најдат сите заинтересирани кои што сакаат да аплицираат за овие грантови? Националната агенција редовно на социјалните мрежи ги објавува сите новости кои што ги има и кои што ги поседува и кои што ги пласира во јавноста, односно на нашата Facebook страна, на нашата Instagram страна, исто така и на нашата веб страна na.org.mk. А локацијски се наоѓаме во Скопјанка, во делот на позади паркингот, така да може слободно тие што се заинтересирани во секое време да дојдат, бидејќи вработените во Националната агенција на вистина со задоволство им секогаш се расположени да им помогнат на апликантите. Потврдам тоа, бидејќи овде сите не прифативте и не пречекавте со насмевка, со широко отворени раце, па и со прегратки. Ви благодарам многу. Нашата екипа, односно јас и колегата сме втор пат овде кај вас, а следен пат закажуваме средба во студио за некој нов проект. Ви благодарам многу на поканата и се гледаме во наредна средба во студио.